продолжуваме со разговор во студиото. Ќе му посакам добар ден и добре дојде на господинот Петар Плотников, председател на Противпожарниот сојуз на град Скопје. Благодарам за поканата и добар ден. Веднаш одиме со она што значи превенција. Превентивните мерки се многу важни за подигнување на свеста кај граѓаните за превенција од пожари, што е најважно внимателност. Затоа што и претходно слушнавме дека токму човекот е најголемиот предизвикувач на пожарите. Можеме ли со превенција и внимателност да ги намалиме пожарите? Па како не? Вака се, јас често пати говорам дека вложувањето во превентивата е најисплатива инвестиција. Значи, сигурен сум дека тоа ќе ни се врати назад со многу поефикасна инвестиција, него да вложиме во превентивата. Превентивата, у суштина, дали се работи за урбаниот дел на градовите, мислам, општините, или во руралниот дел, е секојаш потребна. Значи, што се однесува превентивата во стамбените објекти, значи, во урбаниот дел, Противпожарниот сојуз на град Скопје има проекти кои датираат веќе 15 години, од 2007 година, 17 години, и во целост се грижиме да тие стамбени објекти дадеме една слика како се, во која состојба се наоѓаат. Да, за сите што ги имате програми и активности ќе позборуваме сега во наредниве минути и како што рековме, најпрво ни се потребни едукативни превентивни мерки за да спречиме појави на пожари, па затоа вие како Противпожарен сојуз на град Скопје активно работите преку програми, но и активности за едукација на младата, но и на возрастната популација. Пајде да објасниме накратко какви активности имате во таа насока. Па вака, значи Противпожарниот сојуз на град Скопје е координатор на општинските противпожарни сојузи во градот Скопје. Ја би сакал оваа прилика да ги напоменам, тоа се општинските противпожарни сојузи Аеродром, Кисела вода, Бутел, Ѓорче Петров, Газибаба, Чаир, Сопиште, Илинден и Петровец. Значи 9 сојуза се активни, има и сојузи кои не се активни поради финансиски причини или други, не знам. Согласно нашите програми, значи донесуваме заедничка програма да делуваме на сите области. Ние активностите ги усмеруваме во повеќе насоки. Едната насока е во превентивните мерки, другата е во едукативните мерки, значи и на крајот е насока према оперативниот дел на сојузот. И сега, ако говориме едукативни мерки, тогаш тие се насочени за младите, а потоа пак другите мерки, превентивните, повеќе би рекла дека се насочени кон возрастните, превенција, внимателност, почитување нели и на местото, средината во која што живеете, но и почитување на природата и на тој начин да се спасиме од пожари. Ја пред се би кажал превентивните мерки и едукацијата кај учениците, значи кај младата популација. Се работи за повеќе проекти. Еден од проектите веќе оваа година почна да функционира, беше обука на наставници, презентери од сите основни училишта во градот Скопје, негде околу 70 професори беа обучени за заштита од пожар на учениците во основните училишта. Што значи тоа? Они добија сертификати, добија програма во CD форма. Нивната должност е во текот на година да одржат предавање на учениците од 9-тите оделенија. Значи, оние ученици кои во наредниот период ќе станат јуниори, ќе одат во средни училишта и ќе почнат веќе да се движат во јавни објекти, дискотеки и слично, не сакате. Ќе бидат подготвени за ризиците. Ќе бидат подготвени, тоа е целта. Значи, ќе бидат подготвени како да се однесуваат за да не дојде до пожар или како да постапат у случај на пожар, кога би дошло. Да не се случи она најлошото што се вика. Е сега она што повеќе ме интересира, ајде младите се млади, имаат време да научат и бргу го впиваат она што им го даваме како едукација. Но што е со превентивните мерки за возрастните? Па вака, таму имаме повеќе проекти. Значи, еден проект за заштита на стамбените објекти, би сакал после се навратам конкретно да овој проект е многу важен и актуелен. Потоа имаме проект за заштита на шумите и пожарите на отворен простор. Имаме, тоа се кампањски проекти. Имаме кампања за заштита на пожари
пред и за време на грејната сезона. Значи, како граѓаните да ги потребуваат грејните тела. Тоа се однесува повеќе во стамбените индивидуални објекти што се. Имаме едукативни активности во текот на годината за предавање преку местни заедници, преку вработени кои се заинтересирани. Имаме посебна програма и правилник за нивна обука. Колкав е интересот од граѓаните, од возрастните за ваквите превентивни кампањи? Какви се реакциите и дали некогаш се наоѓаат во ситуации кога можеби ќе се изненадат дека некогаш биле многу невнимателни, а можеле да предизвикаат пожар во одредени ситуации? Како не, на многу наши предавања издигуваат граѓани кои се презадоволни од предавањето и одма се интересираат за нашите препораки. Значи, во секој дом да се имаат противпожарен апарат, рачен противпожарен, доколку е можно, кој сигурно ќе спречи катастрофа во станот. Значи, да дојде до почетен пожар, ќе го изгасат, нема да има штета. Доколку го немате тој апарат, значи, останува само да се евакуирате. Так. Значи, штетата е неминовна во тој случај. И исто така и предавањето кое го одржуваме со учениците кога одржуваме евакуација. На тој дел се навраќам сега назад. Така, да. И учениците многу важен дел, затоа што евакуацијата трае 10 до 15 минути. Во евакуацијата учениците знаат како да се движат во настанат пожар, значи да нема паника меѓу учениците. Наставниците знаат редоследот на постапката во случај на пожар, како да се организираат и тогаш тие ученици, мислам, пак се подготвени ако се најдат негде во некоја средина каде што ќе настане пожар да постапат правилно. Да знаат како да да се почитуваат и превентивните мерки. Така. Сега кога веќе имаме пожар, треба да бидеме подготвени за делување со доволен број и на пожарникари, со соодветна опрема и возила и секако да се спречи ширењето, но и да се угаси пожарот. Затоа се потребни оперативни активности за гасење на пожар и всушност вие работите во таа насока. Кои се дел од овие активности? Тоа е вториот дел, нешто го реков во оперативниот дел, каде што противпожарниот сојуз на град Скопје и општинските противпожарни сојузи формираат, мислам, курс за доброволни пожарникари. Така. Значи, кога ќе се формира курсот, тие пожарникари може да бидат членови на единица во доброволните противпожарни друштва. Значи, да бидеме сигурни дека ќе настапат на пожар обучени и спремни и подготвени. Меѓутоа, ние кои ќе ги обучиме, што понатаму? Ние немаме финансии и средства да им обезбедиме простории, да им обезбедиме возила, да им обезбедиме заштитна опрема за гасење на пожари. Тоа е согласно Законот за пожарникарство, работа на локалната самоуправа. Така, дојдовме до следното прашање. Соработката со локалната самоуправа, односно со општините и превземање од нивна страна обврската која што се однесува на противпожарно делување и секако финансиите кои што ви се потребни за да можете да функционирате, но и да делувате. Вака, сега што се однесува до противпожарниот сојуз на град Скопје, ние сме презадоволни од соработката со градот Скопје, со Советот на градот Скопје. И користам оваа прилика да се заблагодарам за нивната поддршка во заштитата од пожари, пошто програмата ни освојуваат 80%. Так. Од тие средства обстануваат општинските противпожарни сојузи. 9 се вкупно и сега може да замислите тие мали средства што се предвидени за градот ги потребуваме преку општинските сојузи. Меѓутоа преку тие активности и ги реализираме преку тие сојузи ги реализираме дел активности за потребите на градот. Го споменавте Законот за пожарникарство. Нашиот закон, Законот за пожарникарство на Република Македонија е идеален, но од друга страна не функционира. Зошто? Ако ја земеме пример Словенија, која што има таков закон, безпрекорно функционира. Што е проблемот кај нас? Кои се пречките? Уво кажавте, спорнате Словенија. Нашиот закон за пожарникарство, со сигурност го говорам, е у буквална смисла препис на Законот за пожарникарство во Словенија и Хрватска. Так. Тоа се земји напредни во заштитата од пожари. Таму дури
политичарите мора да бидат членови на друштво да добијат поени за понатамошни развој за нивната активност. Да бидат општествено одговорни пред се. Така. Тоа е најважно. Зошто не се спроведува законот, тоа ја не би можел да кажам. Ние го почитуваме законот, она што се нашите обврски предвидени согласно законот и статутот на противпожарниот сојуз на Македонија и нашиот статус на градот, ги почитуваме мерките, ги почитуваме законите, обуките што се реализираат се согласно законот. Друштвата што сме ги формирале обстанале така, стојат формирани друштва, немаат простории, немаат финансии, немаат заштитна опрема, немаат како да работат. Да. Затоа ја ова прилика би апелирал поготово на оние општини што имаат рурален дел, внатрешност на Македонија, не мора во градот Скопје. И во градот Скопје имаме такви општини, каде што има шуми и зеленило, да покрај формираните друштва, општината одвои средства, согласно закон, ќе цитирам и законот каде имаат обврска, одвојат средства за нино делување, простории, да им обезбедат возило, да им обезбедат заштитна опрема и опрема за гасење на почетни пожари. Тогаш сигурен сум дека во голема мера ќе се намалат пожарите, затоа што они во нивното дежурство во текот на денот, било каде се појави пожар, ќе го изгасат во најможен краток рок. Додека дојде бригадата која, за жал, од добивање на алармот да семафорите излагаат за неполна минута, ама натака може да мислите како ве собраќаат во градот. Значи не може да пристапат нигде помалку од 20 до 30 минути на местата каде што имаме шуми и зеленило кое е загрозено. За жал, велите, имате желба, имате ентузијазам, имате луѓе, волонтери кои што сакаат да бидат членови на противпожарните здруженија и да го дадат својот придонес нели во справување, спречување, но и гасење на пожари. Меѓутоа, за жал, се соочувате со голем број на проблеми кои што се надевам дека во догледно време ќе бидат решени, еве преку овие апели кои што ги реализираме преку нашите емисии да стигнат до надлежните институции. Сега ги споменавте и вие, ќе продолжиме повторно со доброволните противпожарни друштва кои што функционираат во рамките на Сојузот и секогаш се меѓу првите кои помагаат и интервенираат во гасење на пожари. Колку ги има на број и како делуваат? Вака, активни доброволни противпожарни друштва кои се и членки на, согласно Сојузот, членки се и на градот, на противпожарниот сојуз на град Скопје, имаме доброволно противпожарно друштво Бајрам Ифтари од Чаир. Тие делуваат дури полупрофесионално, мислам, опремени со возила, со опрема, дури настапуваат на многу пожари, многу елементарни непогоди. Дури надвор од земјава. Надвор од земјата беа и за земјотреси така. Најактивно ние Општинскиот противпожарен сојуз Илинден. Таму имаме околу 3 друштва, опремени со возило, имаат и опрема. Тие друштва ние ги обучивме пред 3 години за доброволни пожарникари, за единицата во друштвото да може да бидат активни. Друго друштво е Соње. Таму имаме у Сопиште, тоа е под Општински противпожарен сојуз Сопиште и формирано е друштвото. Да ви кажам искрено, јас на почеток на сезоната доставувам список до командантот на бригадата за заштита од пожари, кои друштва се спремни и подготвени и кои лица се за контакт во случај на пожар. Многу да може пожари, најбрзо да се реагира и да се излезе во пресрет. Да. Можам да ви гарантирам дека многу пожари се изгаснати пред да дојде бригадата од бригадата за заштита од пожари на градот Скопје. Ете оправданоста за вашето постоење и тој ентузијазам и желба да се биде секогаш во првите редови кога е потребна помош. Така е, така. Да. И сега скоро имавме пожар во Соња, исто додека дојде бригадата пожарот беше изгаснат. Има и задоволство и кај бригадата и кај членовите во друштвото. Да, мораме да истакнеме дека отворен е повикот за граѓаните кои што би сакале активно да се вклучат во доброволните противпожарни друштва, во вашето здружение и да дадат свој придонес. Така е. Ја искрено би сакал да кажам за стамбените објекти. Ајде повелете, секако тоа е многу значајно. Тоа е многу важна и актуелна тема за овој период кога настана катастрофата во Кочани. Значи, стамбените објекти во градот Скопје ги покриваме со проект кој е донесен 2007 година. Што се одржи проектот? Проектот се реализира преку Општинските противпожарни сојузи
и има посебна методологија. Значи, има двочлени екипи кои настапуваат во стамбен влез, гледат просторот и пристапот за противпожарни возила, гледаат дали има хидранска мрежа, ги викаме ние со оние надворешни хидранти Суфтек, што е да у случај на пожар да се приклучи пожарната. Во внатрешниот дел на зградата, на стамбениот објект, се контролира паничното светло, се контролира пролазот на степеништето, се контролира хидранската мрежа, дали постои хидранска мрежа, дали во хидранската мрежа има црево, млазница и вентил, се контролираат противпожарните скали, значи, се контролираат противпожарните премини. За секој стан се доставува флаер за заштита од пожари, опасности од пожар и постапката во случај на пожар и се доставува пожарен куќен ред. Практично од ова што го кажувате, секое противпожарно здружение треба да си има одреден регион на кој што делува, да ги знае стамбените објекти и луѓето кои што живеат таму, состојбата во стамбените објекти и при потреба за делување во случај на пожар, тогаш вие сте подготвени со сите информации, знаете со што располагате и можете благовремено и соодветно да реагирате. Ете тоа ни недостасува, накратко кажано. Не само тоа, ние Стално кога говориме за нашите активности, велиме дека сме сервис на општината. Точно. Сервис кој буквално од оваа активност може да извлечат податоци, да имаат огледало каква им е состојбата во стамбените објекти. Имаме посетено за овие 17 години околу 3500 стамбени влезови. Негде се повториле, имаме поделено негде околу 80.000 флаери. Можам тоа со сигурност да ви гарантирам. Истата ситуација е сега во текот на летниот период. Доаѓа, мислам, дали, не знам... При крај сме со времето, само накратко повелете. Да, сакам за шумските пожари само да кажам само дека кратко, да. подготвуваме кампања на плоштад Македонија, 5 јуни, отпочнуваме со кампања за заштита на пожарите, на шумите и на отворен простор. Значи, со делење флаери на граѓани. Секој сојуз има околу 500 до 600 флаери, што ќе ги дели во текот на годината. Ќе се покриваат оние најкритични места во градот Скопје. Значи, средноводно, горно, Милениумскиот крст, Чучер Сандово, Сара и Матка, Катланово и не знам уште кои туристички места каде што има фреквенција на излетници и граѓани. Да добијат флаери, да се однесуваат онека како што препорачуваме. Со оглед на тоа дека ова го правиме многу години наназад, задоволни сме зашто немаме пожари во Скопје. Ако се сеќавате, такви пожари на тие места немаме. Да немаме и понатаму, продолжете со оваа ваша, би рекла, благородна мисија, грижете се за безбедноста на граѓаните и се надевам ќе ја добиете и потребната поддршка од сите надлежни институции за да можете полесно да функционирате и да го работите тоа што треба да го сработите. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам, нека биде и ова апел до општините. Секако.